Ден или два одмор да добијат сите, а посебно работниците кои ќе развијат поствакцинален синдром, предлагаат лекарите. Може да се јави покачена телесна температура, малаксаност, болки по мускулите и тоа не се очекувани реакции. Не ги кажуваме и ги советуваме пациентите како да постапат во случај да се појават. Од други несакани реакции исто им советуваме доколку се појават симптоми што тие сметаат дека се поврзани со вакцината да се обратат кај нас или кај своите матични лекари. До сега јас имам добиено само една пријава за отекување на лице по примање на вакцината и тој случај се разрешил. Реакции од вакцините се присутни кај 1 до 3% од вакцинираните, кои иако обично се лесни, не треба да се подценуваат. Од тука, нивното присуство на работа не треба да биде задолжително. Со овој став на лекарите се согласуваат и од синдикатот кој на оваа тема досега веќе зборува. Иницијативата она што после втората вакцина од лекарите кои што ја препорачуваат дека доколку дојде до нус појави, да работодавачите ги ослободат ден-два, мислим не би требало да прават проблем, бидејќи со тоа работникот ќе биде веќе имунизиран и ќе може непречено да дојде после тоа на работа, така да мислам дека целосно ја давам таа поддршка како еден синдикалец кој што го води текстилот. До сега нема случаи со сериозни последици во поствакционалниот период, но превенцијата и натаму останува како примарна во овој случај.